Кратко траеше расправата во Комисијата за труд и социјална политика, на која пратениците расправаа по предлог законот за зголемување на платите во јавниот сектор за 5%, а поднесен од пратениците на ВМРО ДПМНЕ. По неколку минутната дебата, про и контра, дали треба да има зголемување на платите или не, се скараа пратеничката од Дом Лилјана Поповска и пратеничката од ВМРО ДПМНЕ Весна Пемова. Кажавте, извинете да се докажам, дека честно е да се признае и да кажете, вака рековте. Честно е да се признае и да се каже дека не можевте и дека не направивте. Почитувана колешке, па вие бевте со нас, требаше да речете. Значи, јас запишав. Ама јас запишав вие што рековте. Честно е да се признае дека не можевте и не направивте. Еве. Стенограм. Ама запишав што рековте. Ама многу лицемерно од ваша страна. Вие не сте нов пратеник. Да се доискажам, ако може председателе, створете услови. По жестоката расправа, дебатата по овој закон се прекина и ќе продолжи утре. Од ВМРО ДПМНЕ истакнаа дека економската состојба во земјава дозволува зголемување на платите од 5% од 2018 година. Од 2006 година до сега, просечната плата е зголемена за 67%, рече Пемова, и праша доколку владата на СДСМ не е подготвена за зголемување на платите од 5%, како планира да достигне просечна плата од 30.000 денари, кога таа сега изнесува 22.889 денари. Бидејќи вие ова година не планирате покачување на платите, така? Значи, во идните 3 години, во колку оди овој мандат до крај, треба да направите покачување на просечната плата од 31%. И еве да ги поделиме, значи, секоја наредна година да има зголемување од 10% на просечната плата. И како планирате тоа да го направите, јас на вистина не знам. Но ова се надоврза Лилјана Поповска, која изјави дека наместо да се расправа за законот, темата се насочила кон други области и дека во буџетот за 2017 година немало предвидено зголемување на платите во јавниот сектор. На сите ни е јасно дека буџетот за кој што дискутираме сега е буџет кој што го донесе претходното мнозинство. Сите ние што бевме минатиот пат во опозиција гласавме против овој буџет. И таму немавте предвидено зголемување на платите во јавниот сектор. И сега да сте сакале и да сте можеле тоа да го сторите, би го сториле. Вие сигурно сите сакаме да може тоа да се стори. Не сте можеле, не сте го направиле тоа. Минатата недела на јавна расправа по основ на законот за зголемување на платите поддршка дадоа и представници од синдикатите КСС и ССМ. Според нив има основа за овој предлог и само на овој начин власта ќе покаже волја за подобрување на животниот стандард на граѓаните.